Исар ја заборави пешачката патека во Штип обвини на прес-локалниот огранок на ВМРО ДПМН. Од место каде луѓето спортува, рекреира, ги шетаа најмладите, место каде секојдневно се среќаваа илјадници граѓани, не остана ништо. Денес патеката се претвори во зона која е страшна и морбидна за минување. Сите граѓани кои деновиве минувале ни шетачката и велосипедската патека ја забележале високата трева и отпадот во кои се кријат опасни животни. За апсурдот да биде уште поголем, во близина на патеката има детска градинка каде престојуваат најмладите и кои секојдневно ги демне опасност од напад на змии и други опасни животни и инсекти. Трева со висина и до 1 метар има по должината на целата патека, а надлежното предпријатие нема слух и интерес за решавање на проблемот. На обвинувањата на ВМРО ДПМН од Штипски Исар реагираа со писмено соопштение. Само во текот на оваа недела екипите на Паркови Зеленило работеа на косење на повеќе локации во општина Штип. Активности кои се предвидени според програмата за работа, меѓу кои целото корито на реката Отиња со површина од 45.000 метри квадратни, зелената површина покрај булевар Партизанска со површина од 12.400 метри квадратни, патеката кон Новосело и околу црквата Свети Спас 3.000 метри квадратни, целосно се косеше во градските гробишта. Дополнително како воредни активности се работеше на косење околу спортскиот центар и детските игралишта во населбата Автокоманда, детските игралишта во населбите Балканска и Македонка, пешачката патека од населбата Железничка до населбата Балканска. Од денес се започна со косење на пешачката патека од Новосело и ќе се коси се до населбата Балканска. Изминатава недела беа засадени декоративни садници и цветен насад на повеќе локации во централното градско подрачје. Малициозните и неосновани критики не ја нарушуваат реалната слика за значителното подобрување на работата на јавното предпријатие во изминатите 6 месеци. Стои во реакцијата на Исар.